Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Невладината организација ЗАНИ денеска во Куманово организира протестен марш против убиството, намерното газење на 4-годишниот Алмир Алију. И покрај тоа што инволвираните семејства повикаа на случајот да не му се дава етички карактер, сепак протест ќе има. Протестниот марш е под мотото за правда, а организаторите бараат целосно расветлување на случајот со малиот Алмир. Овој протест се одржува со намера да се крене гласот против сите оние кои се обидуваат да ја убијат нашата иднина, нешто што никогаш нема да го дозволиме. Секој кој извршил такво дело треба да биде казнет со максимална казна, се вели во повикот за протестот од ЗАНИ. Организаторите на протестот повикаа на мирен и демократски марш и побараа овој револт да не се искористи за меѓуетнички тензии. Протестот ќе почне пред Кумановското средно училиште Сами Фрашери и ќе заврши пред судот, општината и полициската станица во градот. Од 2006 година до денес, со имплементацијата на оперативниот план за вработување 2007-2015 на владата на Република Македонија и Агенцијата за вработување на Република Македонија, реализирани се околу 2400 вработувања на лица од териториите на општина Крива Паланка и општина Ранковци. Со имплементацијата на оперативниот план за вработување 2007-2015 на владата на Република Македонија и Агенцијата за вработување на Република Македонија, од 2006 година до денес реализирани се околу 2400 вработувања на лица од териториите на општините Крива Паланка и Ранковце. Раководителот на Центарот за вработување во Крива Паланка, Грозде Ѓоргиевски, истакна дека ваквиот тренд е резултат на владините мерки и политики спроведени во изминатите години, со кои покрај младите лица до 29 години вработени се голем број активни баратели на работа од средно доба, а како што рече, реализирани се и многу обуки кои им помогнале на невработените лица да најдат работа. Истакна дека најмногу биле вработени лица кои ја искористиле мерката за обука кај познат работодавач. Обуки кај познат работодавач околу 700 лица, обука со субвенционирано вработување 31, обука за општи вештини 360, обука со субвенционирано вработување 25, за IT напредни вештини 2, обука за дефицитарни посебни занимања 5, едукација за започнување на бизнис 25, општински корисни работи 35, поддршка за работа и професионална ориентација 270 и дополнителни вработување 4. Моментално, значи, оперативниот план од 2007 до 2015 има опфатено негде околу 2400 вработувања. Во листата вработени со оперативниот план од Крива Паланка и Ранковце се и оние со мотивации 132 лица, субвенционирани вработувања 106, понатаму кредитирање, поддршка на дополнителни вработувања, кредитирање правни субјекти, општински корисни работи и слично. Правни и физички лица. Во него е опфатена професионална ориентација и кариерно советување 21 лице, кредитирање со самовработување од 2007 до 2015 77 лица, самовработување грант неповратни кредити 456, отворени бизнис планови, кредитирање на млади лица 4, мотивациони обуки 132, поддршка за дополнителни вработување 46, кредитирање на правни субјекти 14, субвенционирани вработување 106, практиканство 8, подготовка за вработување 25. Заклучно со 31 декември 2015 година во Република Македонија е регистрирана рекордно ниска стапка на невработеност од 24,6%. Трендот на намалување на невработеноста започна во 2005 година, кога во земјава имаше рекордна невработеност од 38%.
По повод чествувањето на светиот месец Рамазан во организација на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово, вчера вечер се одржа заедничка вечера ифтар, на која верници од муслиманска и православна вероисповест сплотени почнаа со одбележувањето на претстојниот празник Рамазан Бајрам. Со заедничка ифтар вечера, која во Куманово ја организираше Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, започна чествувањето на претстојниот празник Рамазан Бајрам. Куманово, како мултиетнички град, е позитивен пример за соживот меѓу сограѓани од различна верска и етничка припадност. Истакна Драган Петковски, председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Куманово како град е може би еден од најмултиетничките градови во Македонија, бидејќи тука живеат многу националности, застапени се многу вери и ние во Куманово секогаш сме живееле заедно и ќе продолжиме да живееме заедно и покрај сите случувања што се случуваат околу нас. Ова заедничка вечера е уште еден доказ дека во Куманово може да се живее заедно. Честитка по повод претстојниот празник упати и пратеникот од Куманово во Македонското собрание Зоран Ѓорѓиевски. Куманово како град е Македонија во мало, не постои етникум, не постои религија која во Куманово не е застапена. Така да чествувањето и почитувањето на традициите и на религиските обичаи кај сите заедници е чин на едно сплотување, на еден соживот, така да пораката која би можел да ја од овдека пратам, пред се да им честитам на сите граѓани на Македонија од муслиманска вероисповест празникот Бајрам, а второ, да во наредниот период сите се залагаме за мир, за љубов, за разбирање, за благосостојба, а нација да ја сакаме Република Македонија. Заедничката ифтар вечера придонесува во зближувањето и запознавањето меѓу граѓаните на Куманово, овозможувајќи одблиску да ги искусат своите верувања, културата и традициите, порача Ана Блажевска, државен секретар за европски прашања. Целта на оваа вечерва е токму да покажеме дека за нас е важно на овој ден кој што е многу голем празник за нашите сограѓани од муслиманска вероисповест, да бидеме заедно, да покажеме дека ВМРО ДПМН е партија која што е отворена за сите граѓани од Република Македонија, без разлика на нивната етничка, религиозна припадност и така натаму. И всушност целта е да покажеме дека сме сплотени, дека сме заедно, без разлика колку се тешки околностите во кои што живееме и колку е тешка политичката ситуација или денешниот контекст, без разлика од кој аспект. Благодарност за организацијата на заедничкиот ифтар упатија и од религиозната група Дженат. Се заблагодаруваме на оние кои беа себе, што сме сите сплотени заедно оваа вечер, поканети на ифтар, да се собираме сите заедно, да Господ на сите жел да ги исполни, на сите муслимани во целиот свет. Пред време ќе им го честитам Бајрамот. Бајрам празник е на соживот, на мир, без разлика на нација, боја, религија и така натаму. Да бидеме сите заедно, да се служуваме, да напредуваме и да постигнуваме целата во животот. 83 мигранти е бројката на лица кои во моментот престојуваат во транзитниот центар Табановци, јавува регионалниот центар за управување со кризи во дневниот билтен. 83 мигранти е бројката на лица кои во моментот престојуваат во транзитниот центар Табановци, јавува регионалниот центар за управување со кризи во дневниот билтен. Според нив, лицата згрижени во центарот добиваат по 3 оброци дневно, дистрибуирани од приватни фирми и невладини организации, кои за време на рамазанските пости пројавиле интерес за донација во транзитните центри во Гевгелија и Табановци. Во услови на затворена така наречена Балканска рута од март годинава и тогашните отворени коридори за непречен проод на мигранти, бројката на лица по затварање на границите со соседна Србија од 1400 лица денес изнесува само 83 лица. Вчера во 14 часот и 15 минути во Куманово на улицата Христијан Тодоровски Карпуш во шахта за водомер во сопствениот двор бил пронајден
починат БЦ-81, информираат од Министерството за внатрешни работи. Вчера во 14 часот и 15 минути во Куманово на улицата Христијан Тодоровски Карпош во шахта за водомер во сопствениот двор пронајден бил починат БЦ 81 година, информираат од Министерството за внатрешни работи. Увид на местото на настанот извршиле јавен обвинител и увидна екипа од секторот за внатрешни работи Куманово. При извршен преглед на телото на починатиот не биле пронајдени траги на насилство. Телото на починатиот ќе биде предадено во Институтот за судска медицина за обдукција. Преку огласот за кофинансирана специјализација, Министерството за здравство ќе обезбеди нови 47 гинеколози кои рамномерно ќе бидат распределени на целата територија на државата. По успешно спроведените два огласи на кои се избрани над 160 кандидати, Министерството за здравство одлучи да распише нов трет оглас за така наречени кофинансирани специјализации по гинекологија, при што приватниот специјализант ќе треба да плати само 10% од сумата на специјализацијата, додека државата ќе ги покрива останатите 90%. Преку овој оглас ќе се обезбедат вкупно нови 47 гинеколози за целата држава, со што за 30% ќе се зголеми вкупниот број на матични гинеколози во државата, а земјата ќе се доближи до европскиот висок стандард на број на гинеколози во однос на жени во репродуктивна возраст, изјави министерот за здравство Никола Тодоров. Со помош на податоците од мој термин, изготвивме детална анализа на потребите од матични гинеколози согласно бројот на жени во општините. Токму според овие податоци, вкупно 163.676 жени над 14 години во целата држава немаат избрано матичен гинеколог. Ова е сериозен проблем во здравствениот систем. Тој проблем веројатно и на двете страни. Една е страната тоа што на жените кои што воопшто немаат избрано или немаат правилен интерес да изберат матичен гинеколог, но има и друга страна на медаљата, а тоа е дека и нема доволно гинеколози и посебно нема доволно гинеколози во некои населени места. Сите оние кои што ќе се запишат на кофинансирана специјализација по завршувањето имаат загарантиран договор со фондот и приход во износ од 1000 поени, што е еквивалентно на 1000 пациенти, во време траење од 3 години. Поради рамномерна распределеност на гинеколозите на целата територија на државата, се распишува огласи за населени места во кои воопшто или подолго време немало гинеколог. Во овие населени места, покрај загарантираниот приход од фондот, Министерството ќе обезбеди и дополнителен стимуланс во висина од 15.000 денари месечно. Со оваа дополнителна стимулација ќе се овозможи околу 90.000 жени да добијат матичен гинеколог во нивните места на живење. Втора област која што е предвидена за кофинансирана специјализација е медицинската нуклеарна физика, која исто така е дефицитарна струка и за која се предвидени 4 кофинансирани специјализации. Градежните активности за изградба на новиот пазарски објект во централното градско подрачје на Кратово се во полнек. Освен тоа, започна и активностите за изградба на нов паркинг простор на улицата Свети Ѓорѓи Кратовски. Се гради не само во градот, туку и во околните села, каде се подобрува локалната патна мрежа и се градат спортски објекти. Градишната офансива во општина Кратово се одвива непречено. Освен изградбата на новиот пазарски објект и паркинг просторот во негова близина, екипите се на терен и интенсивно работат на изградба на нови локални патни правци. Извршено е тампонирање на патен правец во село Шопско Рудари, пошто неделава се очекува негово асфалтирање. Во тек се градишните активности за изградба на улицата до училиштото во село Железница, а според надлежните наскоро ќе започне и изградбата на патот од село Каврак до браната Слетовица. Работиме на изградба на локални патишта, значи се асфалтира улици во село Страцин. Во моментот сега се работи на тампонирање на патот во село Шопско Рудари, кој следната недела треба да биде асфалтиран, а во текот на следната недела очекуваме да почнат работите и на изградба на патот од село Каврак према браната Злетовица. Во овој период исто така се гради локален пат во село Железница, од старата чешма до новиот пат према школото. И мислам дека има една градежна офанзива во Кратово, која во текот на овој градежен период летен ќе гледаме да искористиме и сите започнати објекти да ги довршиме.
Освен локалната патна мрежа, се работи и на изградба на спортски објекти. Кратовското село Кетиново доби комплетно ново комбинирано тениско игралиште, кое се очекува наскоро да биде пуштено во употреба, а учениците од основното училиште Кочо Рацин до крајот на годинава ќе добијат нова училишна спортска сала. Исто така во Кетеново се заврши комбинираното тениско игралиште, во секој момент треба да биде свечено пуштено во употреба, а исто така се гради во моментот и училишна спортска сала за основното општинско училиште Кочо Рацин од Кратово, значи изведуваче граните, работите се одвиваат добро и мислам дека до крајот на годината или во почетокот на следната година ќе биде пуштена во употреба новата училишна спортска сала. Градичната офансива е со цел подобрување на условите за живење на жителите од сите генерации, како од градот, така и од руралните средини, сметаат одговорните. Под покровителство на претседателот на Француската република Франсоа Оланд, во Париз денеска ќе се одржи третиот самит за Западен Балкан во рамки на Берлинскиот процес, на кој Македонија ќе представува владена делегација предводена од премиерот Емил Димитриев. Самитот на шефови на држави и влади на кој ќе учествува и македонскиот премиер Емил Димитриев ќе се фокусира на три теми: миграција и бегалци, соработка во полето на безбедноста, борбата против тероризмот и радикализацијата и европските перспективи. На крајот од сесијата е предвидено премиерите на земјите од Западен Балкан во присуство на другите шефови на држави и влади и министри и директори за млади да го потпишат договорот за воспоставување регионална канцеларија за младинска соработка РИКО. Целта на Берлинскиот процес е да се подржат напорите на земјите од Западен Балкан во нивното приближување кон Европската унија со зацврстување на регионалната соработка преку конкретни иницијативи. Во составот на македонската делегација ќе бидат и вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски, вице-премиерот и министер за надворешни работи Никола Поповски и директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасевски. На самитот ќе присуствуваат и премиерите на Албанија, Србија, Црна Гора, Косово, како и претседателот на Советот на министри на Босна и Херцеговина. Извозот во периодот јануари-мај годинава е зголемен за 7,3%, а увозот за 6,3%, објави денеска Државниот завод за статистика. Во овој период најмногу се тргувало со Германија, Велика Британија, Србија, Грција и Италија. Во периодот јануари-мај вкупната вредност на извозот на стоки изнесувала 104.714.309 денари, а вкупноста на увезената стока била 148.981.374 денари. Трговскиот дефицит изнесувал 44.267.065 денари, а покриеноста на увозот со извозот е 70,3%. Со извозот најмногу учество имаат катализаторите на носачи со благородни метали или нивните соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, фероникелот и облеката. Во увозот најмногу се застапени платината и легурите на платина, необработени или во прав, нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали, другите метали од платинската група и нивните легури, необработени или во облик на прав и електрична енергија. Во овој период најмногу се тргувало со Германија, Велика Британија, Србија, Грција и Италија. Напаѓач самоубиец загина, а двајца припадници на безбедносните служби се ранети во денешната експлозија во близина на американскиот консулат во саудискиот град Джеда. Додека во вчерашниот самоубиствен бомбашки напад во Багдад има најмалку 213 жртви. Двајца бразилски падобранци загинаа вежбајќи ја кореографијата за отворање на летните олимписки игри во Рио де Женеиро. Свето денеска.
Напаѓач самоубиец загина, двајца припадници на безбедносните служби се ранети во експлозија во близина на американскиот консулат во саудискиот град Джеда. Според државната телевизија CNN, напаѓачот го запрел својот автомобил до џамијата и болницата во непосредна близина на консулатот. Тој им станал сомнителен на полицајците и кога тие му се доближиле, го активирал експлозивот што го носел со себе. Експлозијата се случила на 10 метри од зидот на консулатот. Очевидец на настанот изјави дека местото е обезбедено од полицијата, а над регионот кружат хеликоптери. Според него, регионот бил потресен од уште 3 јавно контролирани експлозии изведени од полицијата. Представник на американскиот State Department изјави дека американските власти се запознаени со информациите за експлозијата во Джеда и со саудиските колеги работат на собирање повеќе информации. Во вчерашниот самоубиствен бомбашки напад во Багдад има најмалку 213 жртви. Ирачките власти соопштија дека бројот на ранети исто така е над 200 лица, наведувајќи дека овој акт е еден од најгросоморните во ирачката историја. Одговорноста за нападот ја приседе терористичката организација Исламска држава. Во пресрет на летните Олимписки игри што од 5 до 21 август ќе се одржат во Рио де Жанеиро во Бразил, загинаа двајца бразилски падобранци вежбајќи ја кореографијата за отворање на игрите. Група од 28 падобранци се обидувала да ги направи 5 олимписки круга во воздух како дел од кореографијата. Меѓутоа, двајца од нив, 39 годишниот Густаво Кореја Гарцес и 47 годишниот Гилхермо Бастос Падилја се судриле во воздух, пошто паднале на земја. Гарцес починал по префрлањето во болница, додека заради сериозната повреда на главата Падилја починал на местото на настанот. Бразилската полиција отвори истрага за инцидентот и ќе атестира опремата со која настрадале споменатите падобранци, чии делови од тела биле пронајдени на плажата Копакабана во Рио. Повремениот македонски репрезентативец Остоја Степановиќ повторно ќе игра во најсилната лига на Полска. Именото е во периодот од 2013 до 2015 година беше дел од составот на Висла Краков, а пак сега ќе го носи дресот на Слаsk Вроцлав. Искусниот играч од средината на теренот се договорил за едногодишна соработка со опција договорот да може да биде продолжен за уште една година. Инаку 31 годишниот Степановиќ во својата досегашна кариера настапуваше во многу клубови. Тргна од Македонија Ѓорче Петров, па Партизан, Славија Сараево, Динамо Врање, Вардар, Чукарички, Матерсбург, Тарас, ОФК Белград и АЛ Лимасол од Кипар. Зоран Дановски е уште еден македонец во Интер Запрешич, тој во хрватскиот клуб пристигнува од победа. По Маријан Алтипармаковски Интер Запрешич потпиша договори со Зоран Дановски од победа. Ова за Дановски нема да биде прво излегување од Македонија, претходно има настапувано за Банјик Мост и за Прибрам од Чешка. Повеќе од успешна беше приказната на Илија Несторовски во Интер Запрешич, кој како прв стрелец во хрватското првенство се пресели во Палермо. Претходно за Запрешич настапуваше Александар Трајковски, па не е чудно што хрватскиот клуб редовно бара македонски играчи. Од денеска почнуваат квалификациите за последните 3 места на Олимпискиот кошаркарски турнир во Рио во машка конкуренција. Белград, Торино и Пасај на Филипините се домаќини на турнирите на кои 18 селекции ќе се борат за настап на Олимписките игри во Рио де Жанеиро. На турнирот во Белград се среќаваат Јапонија со Летонија и Србија во дуелот со Порто Рико. Во Торино на програмата се мечевите меѓу Грција и Иран и Тунис со Италија, додека во Пасај на програмата се мечевите на Турција со Канада и Франција против Филипини.
Времето во Македонија ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува умерен долж по Вардарието и во Пелагонија заселен северен ветер, каде што повремено ќе достигнува брзина од околу 70 км на час. Ова беше последната информација во второто издание на Дневникот. Останете со програмата на К3 телевизија. Имајте пријатно попладне.